Нежноста или риката со која го благородија демократскиот амбиент ќе обстојува како трајна вредност која ќе остане вечно запаметена. Не баре комотно распослани крај дрвениот мост, а не растрчани низ разулавените парламентарни коридори. Пасивните учесници на фестивалот на срамот се уште имат впечаток дека таа ноќ тие само пееле стихови, без свест за тоа дека биле дел од крволочна оркестрација. Нашата пратеничка група почна да пее, да ја пее химната на Македонија. Тоа беше нашата реакција. Многу честно, многу отворена со песна. За нивна несреќа таа отвореност ја забележаа вклучените објективи низ чие сочиво недвосмислено се покажа сета честност во намерите и сето божемно стихолюбие. Загревот да биде поголем наместо кон солистот, организаторот на концертот. Завиномен се прогласува верниот хор, кој бил изиритиран од публиката која по неколку месечниот непрекинат настап реши да го прекине фалшивиот ритам. Никој немал сценарио. Никој во целата приказка немал сценарио. Вие го нервиравте народот. Народот не може да го изнервира никој освен политичарите кои поради својата аспирација со државата да управуваат како со собствен бизнис, кон оние што будно ја следат секоја нивна можна недоследност. Почнуваат да се однесуваат како кон своји вработени, а не како кон лица кои им ги пренесле своите овластувања, времено да одлучуваат во нивно име и за нивна сметка. Проблемот и нервозата се уаат токму тогаш кога сметките ќе почнат премногу да се мешаат. Јас вчера имав разговор со господјата Тасева. Значи сето тоа беше со голема агресија и ароганција и беше многу непријатно. Немам потреба во животот на никого да се заканувам. На тоа слушнав искажување ќе ти објаснам јас, ама ќе те викнам кај мене во кабинетот. Мислам дека сензационализам не е потребен. Некои луѓе навистина се недораснати и недозреани за функциите што им се доделени. Немав намера да имам негативна дискусија, нити пак посебно да се заканувам. Немањето намера за посебна закана, туку веројатно за општа предизвикува креирање општество во кое критичарите ќе почнат да стравуваат, што исклучително лошо се рефлектира на демократската клима, во која дури и луѓето кои со месеци чекаат да полагаат возачки испит, се плашат да говорат отворено, иако нивниот идентитет, за жал, самите го откриваат, невнимателно парадирајќи пред камерите. Кандидатите за возачко од југоистокот го губаат трпението. Плашејќи се дека ќе бидат јавно обележени, не сакаа пред камера да даваат изјави. Може да се реша тај проблем, да можеме да полагаме. Сакам да полагам, ама секој ден или секој месец лажат, кажуваат дека на крај на месецот, на друг месец. Таквото однесување пак вешто се обидува да го искористи партијата која не може баш да се пофали со вредносен систем базиран на слободарски дух, па нему што нуди повторно заортачување, која ако се презентираат низата светли примери, представуваат цена за која многу скапо се плаќа. ВМРО-ДПМН продолжува да биде верен партнер на медиумите во Република Македонија. И на крајот, најдобро е никој да не се колне во верностот и нема ништо поважно од тоа да се врати назад тоа што се украдените пари на граѓаните, било купувано во нејзино име. Јас реков приватно, заради тоа што во буџетот нема пари за бројчење, приватно ќе оплатам еден бројчење кој што е некој 5-6 илјади евра, веќе проверив колку кошта, за да може да биде поставен на триумфалната капија. Покрај овој апарат за мерење на криминалот, нужно треба да стои часовник, како потсетник за времето, но и како знак за предупредување на сите кои забораваат дека тоа не трае вечно.